штом сме во кујната, а не е терминот за оброк на денот, значи е термин кога треба нешто да си подготвиме јас и Марко, како наш утрински ритуал или напиток, и кога немаме идеи, секогаш ова ни е опција број 1. Вин-вин комбинација или добитна комбинација, а тоа е овој бустер кој што од време на време знаеме да си го направиме. Многу е едноставен и често ви го препорачуваме. Еден лимон, маслиново масло, сега ние го правиме за двајца, затоа ставаме еден лимон, малку маслиново масло, куркума, ѓумбир, односно бибер, а ние овој пат ќе ставиме и ѓумбир како дополнително појачување на имунитетот, затоа што знаеме за бројните бенефити кои што ѓумбирот ги има. Кога куркумата ќе ја направите во комбинација со биберот, дополнително се ослободуваат работите од куркумата и тоа дополнително влијае на зајакнување на имунитетот. Да. Како и секогаш Марко подобро се снаоѓа во се, така што тој ќе го направи, и јас ќе го конзумирам. Јас сум ке Филип Чаловски прв кандидат. Така е, да. Апсолутно. Во овој дел веќе споменавме во оваа рубрика Будење, ќе се пробудиме утрово со една прекрасна за нас дама, пријателка, познаничка, веќе ја гледате, професорката по хармоника на Факултетот за музичка уметност во Скопје, професор Зорица Каракутовска. Добро утро, еве испраќаме бакнежи со Марко од нашето студио. Добро утро до тебе, Зорица. Добро утро до прекрасните водители на утринската програма на Телма и добро утро до вашите гледачи кои што утрово ќе го поминат овој разговор со нас. Имено. И рековме со Цеце уште пред да се запалат камери, Зорица, дека си ни едно можеби од омилените имиња и професори кои што знаат вистинска едукација да дадат за музиката, меѓутоа со Цеце сега велиме дека треба да отвориме утринска тема за дамата која што официјално влезе во елитата за најдобри хармоникаши, така што има многу разговор за и да се сподели за твојата биографија и резиме, така што сериозно ќе го следна прилика. А сега ова вака ќе го направиме заради тоа што во оваа рубрика ги откриваме утринските ритуали на нашите јавни личности. Па многу би сакале да знаеме како започнува денот на една професорка, дали со оглед на богатата агенда со обврски, со многу средби со студентите, дали денот започнува многу порано од овој момент кога е 7:25 минути. Морам да признам дека моето воспитување како дете беше од генерал, сега во пензија, но има мајка која што беше уште построга, која што беше врховен командант во однос на воспитувањето на децата. И секој мое утро започнува навистина многу рано. Имам среќа да кога ќе станам наутро, воопшто немам потреба од некои посебни ритуали за да се разбудам. Зошто? Затоа што мозокот почнува да ми врти 200 на сат и нема изнежување се во креветот, туку веднаш станувам. Еве ја слушнав нутриционистката, слушнав дека правилно постапувам. Така ли? Значи пијам чаша, пијам чаша вода со лимон и подготвена сум за моето прво утринско кафе. Потоа следуваат нели обврските околу факултетот со студентите и со многу други обврски кои што ги имам, но морам да ви признам дека сепак многу летно се носам со сите обврски со кои што сум се нафатила да ги работам. Секоја чест. А инаку би сакал само да споменам дека пред точно една календарска година Зорица стана подпредседател на Светската унија на хармоникаши. И тоа е нешто што вистина што сакам да го апострофираме. Чекај, јас вака Зорица е со кафе, па јас да и наздравам. Марко не е кафе пијач. Ама вака како правите обично некако со сега тоа. Добро, тоа нема да може да биде изводливо сега. Да наздравиме со. Утрово подпредседателката на унијата малку да ги насмее нели гледачите. Викам, ќе се јавам и ќе кажам дека нели пијам кафе. Тоа би значило дека имам некој италијански ритуал, да бев вистинска македонка и локал патриот, веројатно утре да ќе ги почнувам со чашка ракија. Но за жал не пијам алкохол. Да, како подпредседател на Светската унија на хармоникашите имам премногу обврски. Декември месец беше на вистина интензивен месец во кој што имавме премногу обврски, затоа што еве сега ќе споделам со гледачите, мораше Светската унија на хармоникашите да ги регулира своите права и обврски по новите европски закони
и да се направи нов статут. Луѓето дури не знаат, дури и оние најблиските околу мене, колку материјали исчитав и колку многу обврски има во декември. Во декември исто така го направивме и фестивалот на младите хармоникаши, дојдоа младите надежи од целата наша држава, професорите, колегите, беше прекрасно чувството да се слушнат и да се поддржат во нивниот раст и развој. Се случуваше подготовка на студентите за предстојната сесија која што од вчера практично е во тек. Така да сега е периодот во кој што можам малку да здивнам, затоа што студентите почнаа со испитната сесија, а професорите само ги поддржуваат во подготовките на нивните испити. Да, Браво. имавте генерално сите оние љубители на хармониката, би рекла, навистина одличен крај на 2024, а со новите активности и планови кои што ќе ги реализирате во новата година, секако ќе ве поканим и тука во студио да ни отсвирите нешто и да тоа Време биде тоа да, едно мора да го вистинско создадеме. уживање. Зорица, кафето е ритуалот, млака вода со лимон рече, така и тоа е. Па не млага ладна, иако рекоа дека не е баш исправно, Па така, но да, тоа и ние го ладна слушнавме. вода, да, расолување. Така да, тоа се ритуалите. Дали музицирање на хармоника влегува во утрински ритуали или тоа го ставате за на работа? Тоа го оставам за во текот на денот, сепак наутро имам доста обрски и подготовки околу наставата и скоро секогаш часовите ми се во утринските часови, сем камерната музика, кога морам и оние мои, како би ги нарекла студенти, кои што се заспани убавици, кога морам да се разбудат, да не ми доцнат на часови, така да групната настава ја оставам за попладне, а започнувам во раните утрински часови, веќе во 9 ми е првиот час со студентите и така во текот на денот. Фантастично. Инаку како помина 2024-та, генерално ги прашуваме многумина со оглед на тоа дека сме на самиот почеток на оваа 2025-та. Како и все во животот, така и минатата година имаше и работи кои што беа, фала Богу, многу поголеми од број беа позитивни. Имаше оваа година и некои негативни работи, меѓутоа мислам дека треба да се заборават во новата година, да влеземе порасположени, поведри, поентузијастички, помотивирани и така да. Да ја зграбиме буквално годината и предизвиците кои што ги носи. Да. Зорица, какво кафе преферираш да пиеш? Што е тоа во шолјата во моментов? Еспресо. Еспресо? Значи сакаш да биде тоа кратко и брзински испиено или Кратко наполи, италијански. Кратко наполи, за стимулирање на кортизолот. Ристрето. Ристрето, така е. Долче густо. дали некогаш си го пробала ова што јас и Марко сега го подготвуваме? Ова е бустер за имунитет. Значи маслиново масло, лимон, куркума и бибер и сега Марко стави малку и ѓумбир. Може и без ѓумбир. Верувам дека е енергетска бомба, но маслиновото масло ми е премногу тешко и никогаш не го консумирам. Воопшто не доминира тука, ама добро. Има нели луѓе кои што тешко го поднесуваат? Има мала листа на јадења кои што не ги јадам, но маслинките се едни од главните. Дури некој кога јаде маслинки до мене му викам те мола малку подалеку. Праше ги овие 20 луѓе тука. Да. Добро, интересно вака, не сме слушнале до сега некои маслинки и маслинова, да. Но секој различно, така е. Секој си е свој за себе, така е. Зорица, не би те задржувале повеќе, ти благодариме многу што утрово ни ја сподели твојата рутина, пред се ни сподели убава енергија, тоа мора да го потенцираме со Марко. Се надевам дека и гледачите некако ја почувствува истата и се надевам дека наскоро ќе се дружиме во студио за убави поводи и за убави работи. Благодарам на поканата. Еве кон крај на февруар Светската унија на хармоникашите ќе го има зимскиот конгрес во Пловдив. Ние се подготвуваме интензивно да ја подготвиме PowerPoint презентацијата во која што ќе кажеме што се работевме во изминатите 6 месеци и ќе дојдеме после здравие на почетокот на март да го споделиме тоа со вас и со вашите ценети гледачи. Именно и ќе говориме за Сдруженијето за љубителите на класична музика. Само да прашам за крај, со каква музика стартува денот за Зорица?
Многу е интересно тоа што, бидејќи мојот живот е музика, јас приватно не слушам премногу музика, но утрински кога се минувам на работа, задолжително пуштам некое радио, што ќе биде на радио во моментот, тоа слушам, така да најчесто околу 8:39 сервисните информации што ги даваат нели радиостаниците, но мислам дека човек треба да биде во тек во секој време Така што се случува во државата и во светот. Ова сосема Така е. добро дојде со она што ние го имаме Сега следно. нас ни следуваат сервисните информации, остане уште некоја минута тука, па пред 8:30 ќе ги дознаеш, Ќе ги значи пред дознаеш. радио ќе ги дознаеш сега на телевизија. Зорица, огромен поздрав, Браќа испраќаме Бакнежи. многу љубов до тебе и се разбира продолжи и понатаму да бидеш онаква каква што си, прекрасна во енергијата и како што веќе спомена, односно го сподели поводот, а некаде на почетокот март ќе се дружиме тука во студио. Со хармоника, Да се видиме за продолжително. добро. Се најубаво. Се Поздрав најубаво. голем.